Великден е, нели? Сакале или не, мора да зборуваме за Воскресението. Затоа што ако не е оно, зашто друго би зборувале на Великден, на овој ден? И сакам да зборувам за Воскресението заради тоа што, ако се сетите на 1 Коринќаните 15 глава, сега што го читавме на почетокот, ќе видите дека Воскресението доминира во проповедите и на Петар и на Павле. Од самиот почеток на христијанството, да го сакате, Воскресението ја имаше главната поента. Средината на се беше Воскресението. И многу е интересно, ако погледнете, денес ќе гледаме малку историја, малку теологија, ај така да погледнем. Историски, ако малку погледнете на самото Воскресение, ќе сватите една многу интересна работа. За многу кратко време, христијанството ја смени целата култура во тој антички, да го кажеме, таму класичен свет. Ние до ден денес ќе ги проучуваме, да кажеме, сите овие филозофи грчки. Платон, Аристотел, сите нив многу ни се интересни. Викаме, значи, тој грчки класицизам таму, таа грчка култура беше многу јака, многу моќна. Дојде Рим после нив. Страшна култура, неверојатна култура. За 2 или 3 генерации се смени. Се смени. Христијанството стана доминантно. И прашањето е како? Многу просто, едноставно прашање. И тоа се сведува сушност на Воскресението. И ќе ви објаснам зошто мислам, зошто верувам дека тоа беше една од главните причини и зошто тоа се случи. Зошто Воскресението беше толку темелно или основата на се. Интересно е затоа што Исус за себе тврдеше некои многу интересни работи. Исус тврдеше, ќе се сетите дека е син Божи. Исус тврдеше дека е Бог. Многу луѓе го тврдеа тоа. Значи, тоа не е проблем. Едно чудо луѓе, дури и мојот покоен дедо што беше невропсихијатар, имаше луѓе кои тврдеа дека се Христос. И имав прилика се сретнам со нив. На невропсихијатар кај што работеше. Ама не беше вистинскиот Христос, нели? Има многу такви. Има мнозина што тврделе дека се богови. И тоа не е ништо спорно или проблематично. Такви има стално. Ама, ако Исус тврдеше дека е син Божи, умре, како секој човек, по 3 дена воскресна, се појави на едно чудо луѓе и потоа пак се вознесе, мислам, ти треба малку да се помислимо, ти е поинаков од сите други. Би требало барем да кажеме, чекај, дај да видиме што стварно е тука поинако. И затоа апостолот Павле, знаете, вика, ако Христос не воскреснал, оно што го читавме, суетна е вашата вера, вие сте се уште во вашите гревови. И затоа денес ќе зборуваме малку повеќе за самото Воскресение, строго за него. Зошто? Затоа што Воскресението реално, ако сакате да го сведеме на неколку реченици, многу луѓе се обиделе, јасно се обидел, најдов нешто го запиша, вика вака, Воскресението ти дава надеж за иднината, односно ти вика дека има иднина, дека таа иднина е лична, дека е сигурна и дека е прекрасна. Тој еден друг автор го кажува, не јас, ама реалноста е вика дека Воскресението ги тврди сите тие работи. И ако сите не ги скокнеме и ги фрлиме на страна, не останува дупка. Или како што вика апостолот Павле, уште сте си во вашите гревови. Со други зборови, немате надеж. Толку. Многу просто, многу едноставно. Сега, ајде да видиме за Воскресението Христово, милион работи се зборуваат, ама првото нешто многу важно е дека никој не спори од Исус умрел од како бил распнат. За ова нема спор. Освен кај јеховистите, ама нив не ги броиме во христијани, во верни или во било какви разумни луѓе, ако смеам така да кажам. Ние немаме доказ никаде во историјата на светот дека некој бил распнат и дека преживел. Значи, историски факт, да кажете, ајде да најдем историски факт, некој го распнале и преживел, не постои. Такво нешто нема. Дури и ако читате научници, ако читате лекари, што го проучувале, ова ќе ви кажат, самите факти, како што зборуваат таму за Воскресението, дека испушти дух, дека го прободаа, дека излезе крв и вода, дека веќе се раздвоиле сите тие ствари, докажуваат дека Христос на крстот умре. Беше мртов. Толку. Нема повеќе муабети за ова сме го завршили. Сега, интересно е, освен ова и до ова, дека нема докази, едно прашање кое мора да си го поставиме сега кога ќе продолжиме наваму. Како ние знаеме, што знаеме историски, што се случувало во минатото? Како ги добиваме информациите од старо време? Од ова е многу важно кога зборуваме за Христовото воскресение. Кој има временска машина да се врати во тој и тој век, да каже вака и вака се случува, па да се врати назад? Нема никој, нели? Како ги добиваме информациите? Информациите ги добиваме од
тоа што го нарекуваме историски извори. Тие историски извори најчесто за многу работи во историјата. Ако ви интересира повеќе факти, има една книга од Ли Стробел. Тука мислам дека и ние имаме овде позади, факти за воскресението или така некако како се викаше. Најдете ја, имаме таму позади, бесплатно ја даваме. Ќе видите во неа, мислам дека тој ги опишува сите овие работи. За кои историски факти кои ние тврдиме дека се факти, имаме еден, можеби два извора, некои историски, викаме ова е факт. Зошто? Оти тој или овој или од таму и намо нешто сме нашли. Ама во однос на воскресението, во однос на тоа што се случува, она што го пише во Новиот Завет, имаме стотици и стотици реално факти, ако зборуваме за нив. Сега, не само извори кои ни се запишани во она што денеска го викаме Нов Завет, туку и во историјата, во таа надворешна историја. Например, Јосиф или Јосифус, како сакате наречете го, еврејски историчар од првиот век, тој зборува за Исус, тој зборува јасно и гласно, тој умре, вика и воскресна. Вика дека воскреснал после тоа. Тој е јасен, Тацит, такит римски историчар, истото го зборува. Тој е од први век, тој е надвор од Библијата, нема врска со Библијата. Меробарт Серапион. Ви ги фрлам овие имиња само ако некој од вас е тука по историјата, да може да си ги провери. Иначе не е многу ни важно. Лукијан. Па дури и Талмудот. Еврејскиот Талмуд, кој најмалку би требало да зборува за Исус, зборува дека Исус умре. Значи, од историски аспект, ние сме многу сигурни дека Исус стварно умрал. Готово. Тука. И сега, зошто е ова важно да го имаме? Затоа што освен што умре, уште од раната историја, уште од првиот век имаме факти или луѓе кои зборуваат или писанија за кои зборуваат и велат дека Исус навистина воскреснал. Ајде, што умрел се согласивме, ама што воскреснал имаме едно чудо, извори кои излегуваат, ама тие извори се виртуелно одма после неговата смрт. И зошто е тоа многу важно? Сакам да ви кажам. Затоа што секогаш кога ќе чуете воскресението на Христос е легенда, National Geographic имаше нешто на телевизија пред некој ден и малку спомена легендата за воскресението. Океј? Ќе зборуваме малку подоцна за тоа. Дали е ова легенда или не е? Социолозите, историјата ни кажува дека за да се развие нешто како легенда треба 100-150 години да поминат. Од настанот кој се случил. Толку време треба да се развие легенда. Поминале 100-150 години и крале Марко станал народен национален херој. Нели, скокал од планина на планина и така натака и нели сите тие ствари таму што ги имаме во легендите. Ама пред да почнеме со ова, јас сакам со нешто друго малку да се позанимавам. Не знам дали сте размислиле што веруваа луѓето во однос на загубениот живот, на задгробниот живот, например во минатото. Пред христијанството, пред Христос. Сте си го поставиле тоа прашање некој пати? Многу е важно. Ако Исус бил историска фигура, ако умрел во некое време таму и неговите после него доаѓаат и зборуваат за воскресение, ајде да видиме што реално луѓето верувале. Ако сите околу него верувале луѓето воскреснуваат, супер. Значи он само продолжил на исти начин. Ама ако не е така, ајде видиме што се случува. Што верувале? И се што верувале луѓето во однос на воскресението во тоа време, повеќе или помалку го веруваат и денес. Значи не се наоѓаме. Имаше една група епикурејци ги викаат, идејата била ќе умреш и тоа ти е. Штом ќе умреш, се завршува, се е готово, завршено е, нема сензација, не се секиреш, зошто ќе се плашиш од смртта, умреш ли, готово, се е завршено. Малтене, знаете, го представуваат како анестезија. Јас сега имав пред месец дена операција нели на рамото и сега кога ме легнеа таму, овај анестезиолог вика, сега ќе ти ставам вика нешто на уста, ќе дишеш 2-3 пати, вика онака ќе земеш длабок здив, не се секира кога ќе се разбудиш раката ќе ти биде отрпната малку, ја више не знам што се случува. Следното отварам очи и сум во соба. Луѓе така ја представуваат смртта, готово, заврши и веќе те нема, ништо веќе не знаеш, те нема, ќе те погребаат, од земја си, во земја те вративме, амин, пријатно. Тоа беше едно размислување кој ден денеска го имаат доста луѓе. Не знам дали ти го имаш тоа размислување, но тоа беше едно. Второто е, дури и евреите, некои од евреите веруваат дека има задгробен живот, некои од евреите не веруваат. Ние ги правиме многу духовни некој пати. Имаше една група меѓу нив садукеи кои ги нарекуваат, се сеќавате. Тие не верува во воскресение од мртвите, не верува. Умреш ли, готово, чао. Па зашто се мачам цел живот да бидам поинаков од другите? Е тоа ти е. Но не верува во воскресение. Си имаше една друга група стоици кои денеска условно речено се уште си постојат на два начина. Едните како стоици, другите како источен мистицизам. Кај што идејата е од кога ќе умреш, ќе продолжиш да суштествуваш, ќе продолжиш да живееш, не се губиш, ама ќе го изгубиш своето јас. Ќе изгубиш личноста, ќе станеш дел од се.
Ако некој од вас проучувал некој пат источни религии, знаете кога рече некој нирвана, нирвана не значи дека јас уживам во радост, дека јас сум се стопил со општото, дека мене веќе ме нема. Ако имаш такво уверување, повторно немаш логика да се надеваш на задгробен живот. Се надевам на задгробен живот во кој мене ќе ме нема. Браво, супер. Ај размислете вака. Шубаво. Во тоа милје, во тие ствари се појавува Христос. Сега, ајде да зборуваме малку за тоа како настанува легенда. Малку. Идејата дека воскресението е легенда нема основа, никаква. Зошто? Затоа што уште раната црква, уште на самиот почеток, уште првиот век, втори век, веќе имаме извори за една изјава на верата што црквата имала и постоела, а тоа е ова. Исус умре за нашите греови, беше погребан и на третиот ден воскресна од мртвите. Ова е една изјава која се јава многу рано. Понатаму продолжува и вика, ги спомнува специфичните имиња на сведоците. Видовте ли што пише апостол Павле во 1 Коринќаните 15? Им се јави на тој, му се јави на тој, им се јави на тие, им се јави на овие 500 луѓе. Едно е да кажеш, им се појави на сите во Македонија. А друго е да кажеш, им се појави на тој и тој по име и презиме. Тоа е веќе малку поинако. Знаете. Ова го зборувам да видиме дали можело да излезе легенда. Значи сведоците ни се именувани. Не можеме да избегаме од тоа. Понатаму, значи самиот апостол Павле, да ве подсетам уште еднаш на текстот, јас ви го предадов најнапред она што го бев и примил. Павле вика, мене беше објавено, јас ви го објавувам на вас. Христос умре за нашите гревови според писмата. Беше погребан, дека воскресе на третиот ден според писмата, му се јави на Кифа. Кифа е Петар, сеќавате, Кифа е Камен. После на 12, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќи, од кои повеќето се живи до денес, а некои почина. Браќи и сестри, легенда не се прави со живи луѓе. Не можеш да направиш легенда дека нешто се случило и кога ќе го викнат некој, што го знае, јаве со него комшија му бев, нема шанса дека беше така. Готово е. Пропаѓа цела легенда. Немаше, тука не зборуваме ние за легенди. Ајде да се подвратиме уште малку поназад. Овој апостол Павле што го пишува, ова претходно беше, како се вика, се сеќавате, Савле од Тарс. Овој Савле од Тарс не беше христијанин, не ги сакаше христијаните, не го интересираа поуките на христијаните. Тој беше решен да ги истреби затоа што сметаше дека проповеда што? Лажна наука. И апостол Павле, кога се сретна со воскресатиот Христос, кога му рече, вика, кој си бе ти Господи? Вика, јас сум Христос, кого ти го гониш. Он беше шокиран. Савле од Тарс одеднаш му се објави некој за кој тој мислеше дека е мртов. И Павле го пишува тоа. И затоа стана. И интересно е дека во овој момент, ова е 30 на години можда пред да се напише ова послание, тој веднаш оди во Дамаск, се сеќавате, се среќава со луѓе и апостолите, и по 3 години, вика он, јас одам во Ерусалим, да се сретнам со Петар, со Јаков и со Јован. Со сите тие луѓе се среќава. Со сите се гледа, разговара за сведоците на воскресението, разговара за тие кои се спомнати во изјавата на верата, уште од раната црква. И кога, значи, за прв пат почна да проповеда воскресение? Некои 15-20 години, кажете, од смртта Христова. Немате доволно време за да направите легенда. Уште повеќе, има еден многу интересен стих во Галатјаните 1:18. Јас не сум многу добар со грчкиот јазик, ама морам ова да го кажам тука. Вика вака, а 3 години подоцна отидов во Ерусалим за да се видам со Петар и останав кај него 15 дена. Ова зборче видам тука и во многу други преводи е преведено како да се видам, да се сретнам, да поразговарам со Петар или нешто друго. Има еден збор кој сите вие го знаете. Зборот историја. Знаете што значи историја на грчки? Историја значи знаење добиено со истражување, односно извештај за истражување. Со други зборови, ако смеам ова да го преведам некако слободно, би било отидов во Ерусалим за да видам, за Петар да ми каже за знаењето добиено со истражување. Да добијам знаење за нешто кое го прокопав. Некој го прокопал, не е само ми кажа и го прифатив и си го зема. Проверете го ако не верувате. Во Стронгова конкорданца, ќе го проверите, ќе го видите, многу е
интересно. Значи, еден стар, значи 1 до 6 години, меѓу 1 и 6 години од смртта на Исус, ние веќе имаме изјава на верата која вика Исус умре, Исус воскресна. Легенда? Не. Ајде заборавете на тоа, да не правиме муабети на тој начин тука. Еден теолог го запиша тука, Джеймс Дан, вика дека ова изјава на верата е формулирана веројатно неколку месеци после смртта и воскресението на Христос. Појасен, посигурен историски факт, многу тешко ќе најдете. Ама ова не е се што имаме. Ние имаме празен гроб. И убаво би било некој да даде објаснување. Објаснување има многу, сакам да ви спомнам неколку, сакам да ве натерам да размислите. Значи, овој пат за Великден ништо ново не ви кажувам. Само сумираме се она што знам дека го знаете, ама да се подсетиме кога зборуваме со луѓето. Знаеме од историјата дека Исус умре, го симна од гробот, го погребаа во гробот на Јосиф од Ариматеја, така ли беше? Таму му истркала голем камен и го затворија. И следното што слушаме за тој гроб е дека е отворен и празен. Тоа се факти, нели? Од нив не бегаме, никој не ги спори нив. Што се случило е многу битно. Првото нешто за кое обично луѓето ќе каже дека телото воопшто не било таму. Дека едноставно немало тело. Дури ќе слушнете, ево ги слушнам, пак ќе ги спомнам овие некои на телевизија, некои ствари што ги спомнува, дека всушност вика, па знаете, во римско време беше илегално, беше непрописно да го погребеш во гроб, правилен погреб да направи во гроб, за човек што бил распнат на крст. Не е вистина. Историски, ако почнете да гледате, дури имаме еден факт за некој си таму, е многу интересен човек, некој си Јохан, него не знаеме кој е, ама откриен неговиот гроб, откриен е клин преку неговото стопало во парче иструлено дрво од маслина. Тоа е историски факт. Значи, некој го погребале кој бил распнат. Значи, не било фората, ако го распнат на крст, го фрлат на кучињата да го издадат, никој не смее да го погреба. Не е вистина. Исус имаше право да биде погребан и го погреба. Се, гробот е празен. Тоа е фактот. Како остана празен? Тука е целиот проблем. Знаете. Оти поентата е, ајде да го провериме гробот. Ајде да влеземе да видиме што се случува. Или барем да се обидеме. Според учениците, Исус воскресна. Така? Ама учениците може да се пристрасни. Непријателите викаат, учениците го крадат телото. Знаете што е најбитното овде? Во овие две изјави. Заборавете на се друго. Фактот. Гробот е празен. Гробот е празен. Сега прашањето е само како да најдеме причина да објасниме зошто е празно. Јас често предавам на луѓе. И често пати знам да дадам домашно. И кога ќе дадам домашно, замислете си ученик му дале домашно, доаѓа кај наставникот и вика, дај да ти го видам домашното, и наставникот вика, наставниче, јас се извинувам, домашното ми остана дома. Што правиме? Факт, домашно немаш. Факт, бараш начин да оправдаш зошто го нема. Така? Не е важно дали учениците го земе. Барем сега за сега. Не е важно дали некој го украл, дали воопшто не го ставиле внатре. Фактот стои, гробот е празен и треба да го објасниме зошто. Разбира, најнормална, најчиста, многу проста, едноставна логика. Тука доаѓаме. Зошто? Вистинското прашање е како се случи гробот да е празен. Тоа е најосновното нешто за кое треба да го расчистиме. Ништо повеќе, ништо помалку. Римјаните сигурно не го украдаат телото. Тие сака Исус да е мртов, они го распнаа на крај краишта. Тоа беше реалноста. Второто беше евреите не го украдаат телото. Тие сака Исус да биде мртов. Не го украдаме. Учениците не го украдаат телото. Знаете зошто? Кој беше луд да страда за лага? Кажете ми, кој од вас е спремен за лага да умре? До крајот на живот да биде спремен да го убијат, да го горат, да го мачат. Читате во посланието во Евреите во 11 глава кога зборува за хероите на вера. Зборува за луѓе христијани кои го дале животот на најсуров можен начин. Кој е тој што е спремен најсурово да умре за лага? До крајот на животот да тврди, ќе тврдам лага ако треба да умрам со најсурова смрт. Мене не ми е разумно, не ми е рационално, не ми е логично. За вас стварно не знам. Ајде, прифатете како сакате. Во секој случај, имаме ние факт, значи дека гробот е празен и цело време, се што се случува,
па до ден денешен во крајна сметка ако сакате, поентата е дај да докажеме некако поинаку зошто е празно. Ова не е окей на било кој начин како сакате, кажете го. И прашањето е како? Повторно се вратам. Зошто апостолите беа спремни да умрат? Знаем, затоа што беше вистина. Се вели за Поликарп, ќе го спомнеме малку подоци него, ама се вели за Поликарп дека кога го убиле, рекол како можам јас да сакам да се откажам од оној што умре за мене. Тоа е кажано за него, еден од црковните отци. Зошто христијаните беа спремни, зошто до ден денеска христијаните се спремни да умрат за својата вера во Христос? Ајте зашто? Затоа што имаше очевидци дека Христос умре, ама пак воскресна. И бидејќи тој воскресна, може да имаме ние надеж и вера и уверување дека ние ќе воскреснеме. Иначе, реално, немате ништо. Немате апсолутно ништо. Тука. Ние имаме барем 9 стари извори во Новиот Завет, што тврдат или што даваат увереност на учениците дека они се сретнаа со воскреснатиот Исус. Па и до ден денеска тие се важни за нас да ви кажам. Првото нешто е, зборуваме за изјавата на верата. Христос умре, воскресна на третиот ден и така натаму. Второто е апостолот Павле. Самиот тој пишува негде 60-та година од нашата ера, точно за ова. Делата на апостолите се случуваат веднаш после смртта и воскресението Христово. 50 дена после смртта и воскресението Христово, реално започнуваат оние работи што апостолите почнуваат да ги прават, да го шират евангелието на секаде. Одат на секаде спремни да умрат, вика, Христос воскресна и ти можеш да воскреснеш. Кој ти дава такво уверување? Ајде кажете ми вие на мене. Тоа е ова што беше многу важно. Во Дела 2 глава 22-24 видите што пишува самиот апостол Петар неколку дена ако сакате. Малку после воскресението. Мажи израелци, чујте ги овие зборови. 50 дена всушност, ајде. Чујте го овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сила, чуда и знаци што Бог ги направи преку него. Меѓу вас, како што знаете самите, вие него откако беше предаден според одредената волја и промисла Божја, преку рацете на беззакониците го распнавте и убивте, но Бог го ослободи од смртните болки и го подигна зашто не беше можно смртта да го задржи. Петар ова им го зборува на луѓе кои стојат до него, кои беа сведоци на воскресението. Ако Петар ова го зборува, ќе се најдеше еден од таа страна, ќе рече доста лажеш бе. Ене го гробот, ене го човекот, оди таму види. Или доста лажбе, ти го тргна на страна. Јас знам ти вие го однесовте на страна. Зошто не го нема тоа? Затоа што имаме и други извори. Матеј, Марко, Лука и Јован, 4 евангелија кои никој не може да ги спорите, може да дебатирате, ама на крајот ќе испадне дека се уште историски гледаме дека се точни, многу брзо напишени после Исусовата смрт и воскресение, многу јасно зборуваат за тоа. Земете од Климент, не нашиот Климент од Охрид. Еден од првите Климент или Климент како сакате. Кажете го. И тој зборува за воскресението дека е вистина. Поликарп, ова што го спомнав пред малку, он зборува за Христовата смрт и воскресение. Тие се луѓе кои беа поставени на позиција од самите апостоли, браќи и сестри. Овие се луѓе, Матеј, Марко, Лука и Јован, тие таму 500 луѓе, кои седеа со Исус, го гледа Исус, јадеа со Исус, разговараа со него, можеа да го допрат. И тие беа потоа, од сите тие искуства рекла, јас ќе одам и ќе умрам за него. Како можам да не умрам за тој што умра за мене? Ако ова не беше вистина, имаме многу сериозен проблем. Тука. За Поликарп знаеме, само да ви спомнам, дека беше поставен како бискупот Смирна да биде од страна на апостол Јован. Најблискиот. 100 години, нема ни 100 години, нема 20-30 години поминуваат измеѓу. Немојте никој да ми каже дека немаме историја или историски факти за ова што се случува. Самиот Поликарп во пишувањето барем 5 пати го спомнува воскресението. Сега, дури и атеистите, реално гледано, врз основа на ваквите докази, знаат да кажат, окей, можеме историски да тврдиме дека Петар и учениците имаа некакво искуство откако Исус умре. И најчестата реакција, ако не е кражбата, нели? Најчестата идеја е има халуцинација. Има масовни халуцинации. Тоа е, проверите ќе видите.
Тоа е следното нешто за кое се зборува. Нема врска дека никој не го види Исус, има халуцинации. Сакам да ве потсетам нешто тука. Нешто многу важно. Може да зборуваме. Халуцинации се случуваат во индивидуален мозок. Не во општа свест. Всушност, еден психолог зборува и вели тука на оваа тема дека поверојатно е дека Исус 5 пати воскреснал, отколку што е веројатно 500 луѓе да халуцинираат едно исто нешто во еден исти момент. Замислете, ево, јас и мојата сопруга сме заедно, спиеме заедно, јас имам сон. И сонувам дека што? Дека сум на одмор на некој убаво место. И ја будем викам, ајде заспи да сонуваме заедно иста работа. Која е веројатноста да тоа ги се случи? Нула. Вие, секој што имал халуцинации заради било што, заради, нели, што викаме бладање, ајде не се халуцинација, блада нешто таму, високи температури, не знам што. Кои двајца луѓе имале исто искуство во исто време? Живи луѓе двајца гледаат едно исто, имаат различни искуства, а не 500 луѓе заедно, сите халуцинираат на исти начин. Иста халуцинација. И на крајот од халуцинација донесуваат исти заклучок. Исус воскресна. Ниеден нормален психолог, психијатар, невролог нема ви каже дека ова е можно. Зашто? Повторно, нема двајца кои халуцинираат истовремено. Халуцинациите имаат уште еден друг проблем. Се смееме, и мене ми беше смешно кога го сватив ова. Ако халуцинирале, телото ќе беше у гробот, нели? Па зошто не? Повторно, не држи. Сега, некој ќе рече, може и било религиозна визија. Имале религиозно искуство некој си, таму една визија. Повторно, јас сум имал визија, ти си имал визија, некој друг имал видение, ама сите виденија да бидат исти. Пак, исти проблем, иста мака, па патем да го спомнеме Савле од Тарс. Како можел да има визија која толку ќе го увери целиот негов живот претходно да рече јас го сметам за ѓубре. И да биде толку уверен дека таа визија што ја видел таму е апсолутна вистина. Па ќе речам, ако не е. Тука. Јас би сакал да го заокружим ова со нешто многу попрактично. Тука, малку ќе кажам. Знаете, најдлабоката желба на нашето срце е да бидеме сакани. Најдлабоката желба на секое човечко срце, на секој нормален човечки субјект, ај така да го кажам, е да бидеме сакани. И главното нешто во животот на секој човек е да биде со ние што ги сакаме, да бидеме заедно со нив, да не ги изгубиме тие луѓе што ни се драги и што ни се мили. Затоа е многу тешко и за дечко и девојка кои ќе тргнат заедно, ќе почнат да се забавуваат, да дојде до оној момент кој ќе каже те сакам. Оти тоа те сакам означува дека веќе не е само на телесно ниво работата. Сега зборуваме за искреност, нели? Не зборуваме за лажни изјави и така натака. Сакаме да сме со тој што го сакаме. Сакаме, не кеме да го изгубиме тој. Единственото нешто кое не сакаме да го изгубиме во никој начин е љубовта. Сакаме да имаме кој да љубиме и сакаме да имаме кој да не љуби нас. И ова е нешто јавено кај нас заради тоа што еден автор вика главното нешто кое ни дава значење во животот, освен троединиот Бог, вика е љубовта. Љубовта е нешто кое Бог го дал без разлика дали си верен или неверен. Љубовта е нешто кое Бог му го дал на светот заради тоа што тој во својата суштина е љубов. И затоа троединиот Бог е единствената алтернатива на вистинско божество. Знаете зошто? Затоа што кога ќе прашате прашањето што правил Господ пред да го створи човекот, имал општење со сам себе си. Од кај знаеме дека Бог може да љуби? Затоа што имаше љубов во троединиот татко. Како можеше да покаже некаков си Бог љубов ако не е искусил самиот? Нема да одам понатаму, само ви го оставам тоа за размислување. Значи, главното нешто кое ни дава, значи значење во животот, освен троединиот овој Бог, е љубовта. Кога ќе умреш, кога тогаш, се што ти значи, ти се зима од тебе. Се што ти значило нешто, реално веќе го нема. И сега,
Ако си атеист, ќе кажеш, добро, кога ќе умрам, кога се што ми значи ми одземено, баш ми е гајле. Вака ќе поставите работите малку тешко, луѓето кажат, па не е баш така. Ако стварно толку не ти е гајле за сите, зашто се мачиш во живот? Зошто сакаш да оставиш оставштина? Дали се пари, дали е добро име, дали е бизнис, дали е било што? Зошто? Ако ништо не ти значи после смрт. Патем, ако си атеист, нема од каде излечеш љубов. Тоа што љубовта не може да биде биолошки производ. Како таква. Овде. Тоа е еден друг проблем тука. Ако ми кажеш, окей, кога ќе умрам, ќе се склопам со ништавилото, ќе станам дел од се и така натаму. Зошто би се радувал на тоа? Нема си ја познав жена ми, децата, пријателите, оние кои ми биле драги, оние заради кои сум бил спремен себе си ја се дадам, ги нема. Одеднаш, баш ми е супер. Каква е таа љубов? Каква е таа љубов? Од каде ќе ја спомнеме? Сега. Вратете се на тоа што ви реков, кој што веруваше во однос на животот после смртта во времето на Исус. Се појавува некој како Исус Христос и вика, ти можеш да имаш иднина после смртта. Ти ќе имаш иднина во која ќе можеш да дадеш љубов, во која ќе можеш да примиш љубов. Ти ќе имаш иднина во која секој што ти е драг, ако ме прифати мене, ќе биде дел од неа. Дека твојата, се она што го сакаш, нема да е тука за 50, 60, 80, 100, 120 години, колку сакаш да ги живееш. Тука е вечно. Што правиме со тоа? Тука. Твојата иднина, вика, ќе ти биде лична. Тебе ќе те препознаат во небото. Павле ќе го препознаат во небото. Секој од вас по име, што е тука, Божјиот чедо ќе биде препознаен по име и презиме горе на небото. Зошто ти вика, те засакав со вечна љубов. Тебе, лично, индивидуално. Не, како дел од сите ве сакам. Јас се смејам концерти кога гледате некој пати кој ќе каже тој што сите ве сакам, нормално ме сакат, платив карта да те гледам. Значи, не зборуваме за таква љубов ние. Ние зборуваме за нешто тука друго. И тоа е единственото нешто кое ќе го задоволи човечкото срце. Затоа христијанството за 3 века, за таму 200-300 години ја покори целата Римска империја. Затоа христијанството до ден денеска е најмокната сила на овој свет. Да не ве лаже некој, вика исламот расте бројча. Како сила нема поголема сила од љубовта. Нема поголема сила од она што Господ Исус Христос го направи. Кој што сака, нека ви кажува, кој што сака, нека вели. Немојте некој да ми каже дека не се плаши од смртта, ако не верува во воскресение. Ако не се плаши од смртта, нека престане да се мачи денеска и нека се убие. Да се ги скрати маките, викам. Ама не. Човек се бори до последната секунда од животот. До последниот момент, само и само да го задржиме тоа што ми е тука драго. Сега, воскресението исто така ни дава увереност дека иднината ни е сигурна. Како што Исус воскресна, вика апостол Павле, така и ние еден ден ќе воскреснеме. Не, јас ви кажав, слушајте ме, па ќе видите. Еднаш ви кажував еден пример. Мене беше многу смешен, го добив од некој во Америка, ми го испрати пред 10 години беше, кога имаше еден култ започна. Релативно малечко култче беше, ама се нарекува христијани. И еден ден ги однел сите до едно езеро и им рекол, верувате ли дека можам да одам по вода? Веруваме. Верувате ли дека сум Месија? Верувам. Океј, тоа се свртила се тргна си оти. Рекли, добро, зашто не ни покаже? Па рекол, верата не е погледање. Исус одеше по водата. Исус не рече, верувате ли оти ќе воскреснам? Верувам, па не мора да умрам. Рече, верувате ли оти ќе воскреснам? Ти ја вика, што зборуваш бе ти? А он умре и воскресна. Затоа сме сигурни, затоа нашата иднина е сигурна. Мартин Лутер вика на едно место, страдањето е неподносливо ако не си сигурен дека си спасен. Ако не си сигурен во твоето спасение. Страдаш, а не знаеш зошто. Се мачиш, а не знаеш зошто. Децата душат и вадат, а не знаеш зошто се случува тоа. Родител, маж, жена, дете ти прави бега, зошто ми се случува сето тоа? Немам причина. Не. Јас знам која ми е иднината. Оти се трудам, се борам, сакам да се вратиме во тоа единство што треба да го имаме, да се вратам во таа љубов што треба да имаме еден кон друг. Тоа е веќе малку поинаку. Тука ни зборува. Понатаму, иднината е попрекрасна од колку што можеме да ја замислиме. Знаеме дека во животот има ствари кои не се враќаат. Не можам да се вратам на матурска,
Не може да се вратам во војска, не може да се вратам на полуматура, нели? Не може да се вратиме на многу моменти во нашиот живот. Да можеме да кажеме, да се вратам сега таму, па да сменам ова, па да видиш како сега ќе беше се поинаку или не можеме. Минатото не е наше, ама иднината може да биде попрекрасна отколку што можеме да си ја замислиме. Кога ќе помине нешто, помине. Кога нешто ќе остари, готово, го нема. Кога ќе умре човек, така е, готов е, не е така. Знаете што е воскресението? Воскресението е нешто многу поинаку отколку оние религии кои ни ветуваат некаква духовна иднина. Зошто? Оти дури и било која религија која ти ветува некаква духовна иднина, духовно блаженство, ти ги ветува како утеха за тоа што си го изгубил. Нема да навлезам многу во ова, размислете си самите. Дури и овие што ви ветува некаква си иднина, ти вика тоа ќе те утеши за она што ти било. За она што си го загубил, за она што си го немал. Воскресението пак ќе обновува и на се она што си го загубил. Обновување, во која смисла? Сакаш да имаш тело. Како имаш телото што секогаш си го сакала, не си го имал. Тело кое не умира, тело кое е совршено, тело кое може да расте, тело кое ќе биде вечно. Нешто што не само што пак си жив, туку добиваш живот што од секогаш си го сакала, никогаш си го немал. Живот во кој не се секирам, живот во кој не гледам на другиот и викам зашто овој прави муавет со мене? Сака да ме искористи, сака да ме злоупотреби. Што му е крајната цел на овој? Зошто ова? Леле овој што ми направи? Замисли си живот во кој се радуваш кога ќе го видиш другиот од другата страна, кој само радост може да ти донесе, кој може да уживаш, во кој никогаш нема да престане радост. Замисли си го сето тоа. Тоа ни е напишано. Тоа ни е дадено. На крајот интересно е дека, за мене барем интересно, човек кој не верува, зошто не би го сакал ова? Што може да изгуби? И интересно е, таму на крајот, сакам тука да завршам за неколку минути, на крајот ни пишува дека Месијата ќе страда и ќе воскресне од гробот на третиот ден и ќе се проповеда, вика, покаяние и простување на гревовите во негово име на сите народи. Интересно е како Исус заменува јас тука со Месијата, со царот. Цело време во таа глава зборува јас и тогаш некој не се збори јас за себе, туку зборува цар. И човекот има проблем со ова. Он е еден мој добар, многу омилен автор, C.S. Луис, Карл Стейфлс Луис, има напишана на кратка една, не е многу долга, како есеја, малку подолго можда, се вика еднаквост, equality на англиски се вика. И он напиша нешто вакво. И сакам малку да размислите за ова пред крај. Јас сум вика апсолутно за демократијата. Зошто, бидејќи ние сите нели за демократија се бориме. Бидејќи сите сме грешници, ни треба некој да не држи одговорни пред кој ќе дадеме сметка. Така ли? Затоа демократски бираме луѓе кои нас ќе не раководат после и ќе ни даваат сметка. C.S. Луис вика вака, демократијата е лек. Таа не е храна. Таа е лек за тоа што не мачи, но не храни. Врховната реалност не е демократија, бидејќи ти си создаден за некој да владее над тебе. И ако не го признаеш Исус како цар, ќе најдеш друг цар на кој ќе му служиш. Ќе преклониш колено пред некој друг. Ние сите сакаме некој да не раководи. Ние сите сакаме да имаме авторитет. Во крајна сметка. Ама истовремено не ќе да имаме авторитет. И во демократијата идејата е ние му го даваме авторитетот на некој што ќе владее над нас и после ќе може да се буниме против него, па на следните избори да го замениме. Така нели C.S. Луис тоа многу во така си го напишал. Ама он продолжува и вика вака. Можеби нема да признаеш дека го правиш тоа. Ама човечката природа сака да биде задоволена. Ако не добие, вика, храна, ќе јаде помии и отрови. Ми треба цар. Зошто тоа да не е Исус кој умре и воскресна за твојот грев? Поентата на Луис е секако ќе те раководи некој во животот. Зошто тоа да не ти биде Христос? Зошто тоа да не биде оној кој умре и кој воскресна за твојот грев? Или како што вика Јован таму, а на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во неговото име. Ова е поентата на Великден. Може да верувам дека воскресна од мртвите. Можам да го примам тој бесплатен дар што ми е мене даден и можам да кажам јас сум Божје чедо кој сака да ужива во љубовта за секогаш. И Божјата љубов и љубовта на сите оние кои го сакаат Христос како и јас. И нека Бог ни даде никој да не излезе од тука или оние што ќе гледаат после онлайн да не го направи тој избор како треба.
Затоа што целата вечност виси на него. Амин.